Денес тука организиравме еден прв од регионалните настани по повод Светскиот ден на ромите, 8 април. Настанот беше во организација на 4 партнер општини, меѓутоа домаќин на настанот е општина Берове, градоначалникот господин Звонко Пекевски, додека пак другите општини се Битола, Прилеп и Делчево. Денес целта на настанот беше да се означи денот на ромите, меѓутоа и да се подигне свеста околу традицијата, културата на ромската заедница, во насока негде да се намали оној јас на дискриминација помеѓу ромската и неромската заедница. Ова е прв настан кој што беше реализиран. Во текот на следната недела се предвидени уште 4 вакви настани на регионално ниво. Во понеделник е настанот во Кичево, каде што партнер плюс други партнер општини се Гостивар, Тетово и Дебар. Во вторник е третиот регионален настан, каде што домаќин е општина Кучани, а во партнерство се организира со Велес, со Виница и Штип. Додека четвртиот настан е во Шуторизари, каде што е домаќин градоначалникот господин Курто Дудош, градоначалникот на единствената ромска населба во земјава, и во организација со другите партнер општини што се Крива Паланка и Велес. Додека пак централниот настан ќе се одвива во четврток на 7 април во Струмица, каде што ќе учествуваат сите представници од сите партнер општини и представници од локалната акцијска заедница во сите овие 15 партнер општини. Заборавив да напоменам дека денеска беа присутни и меѓутоа изземаа дел на учество во настанот и представници од акцијската група на заедницата, која што на некој начин е главен таргет на целата Рома Актив програма, која што како цел ги има да ги зајакне капацитетите на општината во однос на ромското прашање, поставување на приоритети и мерки за подобрување на нивната положба, додека пак од друга страна имаме таргет групата ромската заедница се со цел да што поактивно земе учество во процесот на планирање, следење и на некој начин иницирање на мерки и активности кои што се однесува на нив и на некој начин би можело да обезбеди подобра положба на ромската заедница на локално ниво. Вашиот став околу, на другата тема, ако може, вашиот став околу бројките со пописот, дали големото намалување на ромската заедница ќе влијаат мерките кои што треба да се помогне врз ромската, дали ќе има влијание таа бројка? Ние како институт нема ништо да не сопре во однос на планирање и реализирање на активности кои што ќе овозможат подобрување на положбата на ромската заедница. Факт е дека не е реална бројката официализирана пред некој ден што се однесува за ромската заедница и ние како институт деновиве како на социјалните медиуми, како на настапи на локални телевизии, тоа со факти и аргументи го докажуваме. Тоа што треба да продолжиме понатаму, да се фокусираме на тоа што веќе го имаме и на некој начин да со сите активности што ќе ги превземеме, како на локално ниво, како на национално ниво, да обезбедиме таа бројка што е сега, да речеме, утврдена. Најважно е да има подобар живот во однос на сите приоритетни области во делот на домување, образование, здравство и вработување. Остануваме да бидеме фокусирани на тоа, на сите активности што ги спроведуваме, остануваме фокусирани на приоритетот ромската заедница да остане еднаква, односно да биде еднаква со сите заедници и да се намали дискриминацијата и да се намали јазот помеѓу ромската и неромската заедница. Да се задоволам како градоначалник на општина Берово што и имавме честа први да почнеме со како град домаќин заедно со општините Битола, Прилеп и Делчево на огромно задоволство и на задоволство на граѓаните од општина Берово што токму денес, и првиот регионален настан во пресрет на Светскиот ден на ромите 8 април се одржа токму во Берово, на кој ние како општина ги презентиравме нашите локални политики, во соработка со организациите кои ни даваат силна поддршка. И доколку тие не би биле, ние не би можеле се она кој во изминатиот период и во периодот што следи ќе го реализираме на локално ниво со силна ни поддршка, за да може особено Ромалитико, Советот на Европа, Европската унија како донатор, изворно финансирање преку ги реализираме одредени политики, се со цел
да го подобриме квалитетот на живот на ромската заедница. Во дел инфраструктура, урбанизација, легализација, домување, вработување, користење на мерки за само вработување, за едноставно да можеме да таа дискрепанца ја намалиме или практично да настојуваме да воопшто не ни постои. На разликата меѓу ромската и неромските заедници. Така да ценам дека ми е драго што нас се содржи тука. Уште еднаш користам приликата на лицата од ромска националност порано во пресет на Меѓународен ден на ромите, им го честитам, ги им посакам добро здравје, меѓусебна толеранција, почит и секако среќа во нивните семејства. Градоначелниче, едно прашање, значи да ве прашаме, ромите од Берово немаат представник во општина Берово во смисла на референт, член на совет, дали ќе има можност што планира општина Берово во следниот период, дали ќе има место за да се вработи еден референт ром, например? Прашањето е на место, ви благодарам секако. Значи, како општина, преку општинскиот буџет за годинава за фискална 2022 година, имаме предвидено вработување на определено работно време на ром во секторот култура, поточно во Домот на културата Димитар Беровски, преку финансирање од буџетската сметка. Поднесена е барање согласие за добивање средства од дотацијска сметка, преку Министерство за култура, до денес се уште истата не е реализирана. За кратко време, согласно законските рокови, ќе биде распишено огласно определено работно време и средствата кои се предвидени за таа намена ќе бидат рационално искористени. Не можеме во исто време преку буџетската сметка да ги финансираме двете вработувања. Едното во општината која е референт и секако од истата сметка, бидејќи имајќи во предвид сеопштата криза по сите основи, цениме дека високото вработување на кадар со високо образование е далеку подобро за ромската националност, веќе во наредната буџетска година, здравје Боже, доколку, па и да не се, значи, ако останат овие економски показатели, да планираме во планот за вработување и вработување на референтром. Значи, повторам, за годинава не е предвидено референтром, меѓутоа средствата од нашата од буџетската сметка ќе бидат искористени за финансирање на определено работно време на лице во сферата на културата, секако со високо образование.